Административците против кратење на платите во јавниот сектор. Бурните реакции доаѓаат по предлогот на председателот на СРСМ Зоран Заев, минимална плата за април и мај од 14.500 денари да земат функционерите, судиите, обвинителите, раководителите, претениците, но и службениците во администрацијата. Од Синдикатот на образование, наука и култура се десетни дека владата не треба да усвои ваков предлог. Загрижени се бидејќи оваа мерка ќе доведе голем број на службеници со примања под просечната плата на работ на екзистенцијата. Сметаат дека ова ќе биде удар врз работниците со најниски плати во јавниот сектор. Револтот е најголем кај наставниците и професорите кои извршуваат онлайн настава од дома. Особено реакциите се жестоки од страна на просветните работници, кои во интерес на учениците индиректно и на државата вложуваат надчовечки напори преку алтернативни форми и методи во домашни услови да ја реализираат планираната програма. Сонке убеден дека постојат и други решенија за надминување на економската криза, решенија кои директно и радикално нема да се манифестираат врз работниците во јавниот сектор. Предлагаме подитно да се воспостави социјален диалог со синдикатите, да се слушнат и нашите размислувања и предлози. Од СОНГ велат дека вакви радикални мерки нема во ниту една држава во регионот. И Синдикатот на културата ја оцени мерката како избрзана. Велат СРСМ не се консултирала со засегнатите страни, ниту пак направила анализа за да предложи двомесечно кратење на платите. Гневни се бидејќи културните работници имаат подпросечни примања, немаат заштеди, а оваа мерка би ги дотолчила. Ако веќе мора да се интервенира, бараат процентуално кратење на платите зависно од висината на примањата, како и мерката да не важи за самохраните родители, оние со хронични болести, бремените жени и родилки. Вработените кои имаат 3 или повеќе деца да добиваат дополнителна финансиска помош. Освен одложувањето за плаќањето на кредити од страна на банките, бараме замрзнување на киријата за станување на оние вработени кои живеат во изнаемени станови, намалување одложено плаќање или плаќање на рати на режиските трошоци за време на здравствената криза. Предлогот на СРСМ најде на жестоки реакции од страна на вработените во јавниот сектор кој брои над 120.000 службеници. И Бранимир Јовановиќ, советникот на поранешниот министер за финансии Тевдовски, реагира дека финансискиот товар треба да го понесат сите, но целиот цех не требало да падне на грбот на работниците и посиромашните, туку на оние што се богателе кога стопанството не беше во криза. Наместо кратење на плати, предложи повторно воведување на прогресивниот данок, не само кај персоналецот, туку и кај данокот на добивка, како и укинување на максималната основица кај придонесите, која ги привилегирала оние со плати над 10.000 евра.